Лаура Мулен, која преживеала трговија со луѓе, ги поздравува градските власти во Бронкс на неодамнишниот настан на кој се истакнуваат маките на жртвите на трговија со луѓе. Таа била жртва во 2014 година. Бев во локална продавница, немав пари, ниту работа и бев зависничка од дрога. Тогаш една личност дојде и ми понуди да се истуширам. Тоа беше ситуација во која тие нудат помош, храна и освежување. Ме одведе до неговиот дом и на крајот ме заклучи, а јас морав да се мачам за да избегам. На Лаура и понудиле храна и шанса да се освежи, но и дрога, па ја принудиле на секс. Незиното искушение траело 5 години, а во тоа време се плашала да го пријави лицето. Се плашев да се јавам во полиција, бидејќи се плашев да не бидам обвинета за тоа што го правев. Знаев дека тоа не е легално, дека дрогата не е легална. Во 2019 година Мален била уапсена под обвинение за дрога. По незиното ослободување, непрофитна организација е помогнала да почне нов живот. Таа сега се бори против трговијата со луѓе. Луѓето како Мален работат на борбата против трговијата со луѓе во Њујорк. Го забележуваат зголемувањето на случаите со приливот на недокументирани мигранти, кои трговците со луѓе ги искористуваат. Жртвите често немаат работа, семејство или мрежа за поддршка, не ги знаат законите и не го зборуваат јазикот. Новите имигранти се акутно ранливи категории. За многу од нив, тоа што го добија веќе истекува. Избркани се од заслонништата кои им беа дадени кога дојдоа. Немаат никаква способност да заработат за живот овде. Градоначалникот на Њујорк Ерик Адамс вели дека градот работи на проблемот, но има потреба од финансии од федерално ниво и промени во законот за работни односи. Мораме да престанеме да го игнорираме проблемот. Гледаме што се случува поради неможноста мигрантите и барателите на азил да работат. Многу од овие млади дами се стремат кон ужасни работи за да го издржат своето семејство. Начинот на кој ја запираме трговијата со луѓе, како прво, е да ги следиме оние кои го вршат делото. Второ, дајте му на народот достоинствено да работи. Ако им дозволиме на луѓето да работат, тие не мора да прават незаконски работи. Борците против трговијата со луѓе предупредуваат, мигрантите не се единствените кои се жртва на трговијата. Всушност во Њујорк огромното мнозинство жртви на сексуална трговија се жени и девојчиња родени во САД. И тие имаат историја на неповолни искуства од детството. Бездомништво, домови за згрижување, дисфункционални семејства или биле жртви на сексуална трговија како деца. Лаура Мулен, која преживеала трговија со луѓе, додава дека секој има своја улога. Ве молам, отворете ги очите и ушите и имајте на ум дека тие се таму. Ако видите нешто, споделете го тоа.